Добро дојдовте во нова епизода од серијалот Што има професор. Убаво е што повторно те гледам, Валтере. Да, овој пат не помина толку време. Не, треба да зборуваме за многу работи, така што да започнеме со молитва. Татко наш небесен, многу ти благодариме што можеме повторно да бидеме заедно. Те молиме да го водиш нашиот разговор и Светиот Дух да ги отвори нашите умови и да не благословиш во сето она што го работиме. Во Христово име. Амин. Насловот е се уште теории на заговор со еден мал прашалник позади. Ова е трета епизода во оваа кратка подкатегорија и се надевам последната, а потоа ќе можеме да поминеме на други теми, зарем не? Зборувавме за 11-то поглавје од Откровение и тие зборови се факт кога станува збор за времето во кое живееме. Зборувавме за двојната примена, за примената на буквалните случувања кои се однесуваат на последните денови, кои се тип за некој поголем настан на крајот од времето. Денес ќе зборуваме за новата нормалност. Знам дека луѓето имаат слушнато за тоа, но мораме повторно да ги употребиме своите филтри и да ги ставиме работите во контекст. Минатиот пат зборувавме за уништувањето на градовите и предупредувањето дека илјадници градови ќе бидат уништени, така што тоа е една многу сериозна работа. Што е новата нормалност? И дали тоа е некое подобрување или пак уназадување? Ако ја погледнеме целокупната слика, знаеме дека Бог ќе го уништи целиот свет, зарем не? Мораме да видиме која е таа нова нормалност, па за таа цел ќе пуштиме кратко видео за да ги запознаеме луѓето со идејата што е тоа нова нормалност. Работите ќе се променат. Ќе настапи нова нормалност, нова нормалност, нова нормалност. Нова нормалност. Прифатете ја новата нормалност. Нова нормалност. Оваа нова нормалност ќе изгледа сосема поинаку. Не нормално, туку нова нормалност. Нова нормалност. Ќе има нова нормалност. Нова нормалност. Ова е новата нормалност. Нашата нова нормалност. Нова нормалност. Ќе биде воведена нова нормалност. Нова нормалност, се додека не се развие нова вакцина. Малку е бизарно кога ќе видите вакви нешта. Можете да видите колку долго го подготвувале ова. Светскиот економски форум го спроведува својот целокупен план да ја промени структурата на светот. Големиот ресет, кој не е потребен за да ја победиме оваа ужасна криза и ужасната состојба на полициска бруталност во која што се наоѓаме. Сето тоа го направили го прават луѓе кои го предводат Светскиот економски форум, а сега не нудат свое решение дека во суштина треба секого да го затворат во паметен затвор. Она што ќе не врати назад е вакцината, се додека не ја добиеме вакцината. Секојаш кога ќе забележиме случај, ќе се нафрлиме на него. Вакцина, вакцина, вакцина за сите 7 милиарди луѓе. Скоро сите стручњаци се служуваат дека вакцината е најбрзиот начин да го вратиме нашиот свет. Многу е важно да набавиме не илјадници, туку буквално милиарди вакцини. Законски надополнувања кои би направиле вакцините да бидат задолжителни за учениците. Вакцината е таа што ќе ги промени нештата. Вакцина. Вакцина. Кога станува збор за вакцината, за која порано реков дека ќе биде потребни 18 месеци, дали ќе мораме да чекаме на вакцината за да можеме да си ги прегрнеме семејствата и своите пријатели? Мораме да се подготвиме за следниот вирус. Овој пат ќе биде забележан. Тие навистина турка втор бран, но ова е само почеток. Ова нема да исчезне. Го реков тоа пред неколку месеци, ќе ги олабават мерките, а потоа уште повеќе ќе ги засилат. Сакаат да воведат ковид пропусница. Пропусница која секој ќе мора да ја има, со која ќе докаже дека нема инфекција. Тие тоа го испробуваат во Африка и го нарекуваат безбедносна пропусница. За да бидат сигурни дека сте се вакцинирали, разговараат за систем на плаќање поврзан со извештај за вакцина. Станува збор за систем на плаќање. Сакаат да бидете скенирани, да ви бидат скенирана мрежницата, лицето
и да бидете биометриски скинирани, и тоа ќе биде начин на плаќање. Парите нема веќе да ви требаат, ниту паметните телефони. Ќе плаќате со своето лице. И секој ќе ви биде потребен извештај за вакцина за да би можеле да влезете во продавница. Безготовинска економија во која луѓето купуваат со помош на своето лице. Гигантска мрежа на камери за надзор кои го препознаваат лицето и помага на полицијата да ги следи граѓаните. Дали сте спремни за новата ера на големиот брат? Овој вид на супернадзор може да биде од ваша корист. Абнормална телесна температура. Абнормална телесна температура. Тие велат дека вака ќе изгледа таа нова нормалност. Мнозина велат теорија на заговор. Го спомнаа Светскиот економски форум и веб страницата на овој Светски економски форум и мислам дека треба да ја погледнеме нивната страница. Дефинитивно, а посебно како надоврзување на епизодата за големиот ресет. Да. Дали ова е теорија на заговор или станува збор за факт за заговор? Или само една мисла да споделам, се уште има такви кои ја полагаат својата надеж во личноста Q, за кој што вела дека ќе го спаси светот од оваа ужасна насока во која се движи. Дали такво нешто ќе се случи или пак не? И секако оние кои ја заговараат идејата дека целиот тој нов светски поредок ќе биде тргнат по страна и ќе се врати нормалноста и моралот, тие се надеваат на Доналд Трамп, зарем не? Ова станува многу фасцинантно, па да разгледаме уште некои работи за кои би можеле да зборуваме. Како прво, повторно мораме да видиме што велат језуитите. Јас секој сакам да знам што имаат тие да кажат. Ова не е заговор, ова е нивна веб страна и нивно списание. Америка, језуитски преглед. Кој ќе биде прв? Етика на распредоба на вакцината против COVID-19. Секој сакам да знам како размислуваат овие луѓе. Се сеќаш дека целата нивна идеологија е да се биде послушен на хиерархијата и дека поединецот нема собствено мислење. Точно. Ајде да прочитаме што велат тие. Упорното антиваксерско малцинство во Соединетите американски држави, се прашам дали се навистина малцинство. Да. Кога се вели за некого дека е малцинство? На која основа? Кога се вели за нешто дека е малцинство? Дали 5 милиони се малцинство? Како и да е, ако се малцинство, подобро да се опаметат, зарем не? Упорното антиваксерско малцинство во Соединетите американски држави, заедно со неволноста на многу луѓе да усвојат едноставни мерки за да се спречи ширењето на вирусот, посебно ги утежнуваат предизвиците кои се пред нас. Интересот на програмата за вакцинирање е здравието на заедницата, а тоа би требало да му биде важно на секој христијанин. Американците често се фокусираат на индивидуалното здравје, но вакцините се суштински за важноста на нашето здравје. Дали можеш да видиш како преминуваат во доменот на колективно, да, општо добро, за доброто на заедницата. Еве идејата за општо добро. А кој го дефинира општото добро? Тие. Секако дека ќе имат такви, посебно во САД, кои нема да сакаат да бидат вакцинирани. А посебно ако нивната теологија е таква што смета дека ова е можен жик на ѕверот. Да. Заедно со нанотехнологијата и сите тие нешта. Баш како што има такви кои одбиваат да носат маски во јавност и сакаат да имаат право да бидат оставени на мира, меѓутоа треба да се сетиме дека јавното здравје не може само да се однесува на правата на поединецот. Значи, вашите индивидуални права мораат да бидат ускратени во склад со она што е нивно мислење. Да. Можеме да го почитуваме слободниот избор, ама слободните избори носат последици. Здравствената нега не се вклопува баш најдобро во сферите на јавното лично однесување. Избивањето на COVID-19 е потсетник за американците дека здравствената нега не може да биде наблюдувана во целост како лично добро. Општо добро. Тогаш не постои лично добро.
и дека во солидарност со другите секој од нас има одговорност да делува во правец на општите цели. Паметни се обидуваат да го избегнат изразот општо добро, за да не биде толку очигледно. Ова е криза на јавното здравје и треба да ја сватиме потенцијалната вакцина како обврска кон себе и кон општеството. Дали тие заговараат присила, можеби? Да. Дали заговараат вакцинирање? Да, дефинитивно. Тие се и за едното и за другото. Интересно е дека оние кои се обучени во језуитските коледжи исто имаат вакво размислување, зарем не? Очигледно. Меѓутоа сметам дека е фасцинатно што исто така имаат исто размислување кога станува збор за протестите и немирите. Тие не сакаат недвосмислено да ги осудат затоа што тие се оние кои поттикнуваат револуции, војни и неволи по светот. Ајде да видиме што се случило во следниот разговор со главната личност кога станува збор за воведувањето на мерките против COVID-19. Доктор Фаучи, дали протестите го зголемуваат ширењето на вирусот? Мислам дека можам да дадам општа изјава. Имаше пола милион демонстранти само на 6 јуни. Прашувам дали тој број на луѓе може да го зголеми ширењето на вирусот. Создавањето на гужва, посебно кога не се носат маски, допринесува за ширење на вирусот. Дали треба да ги ограничиме протестите? Не знам на што мислите. Дали владата треба да ги ограничи протестите? Мислам дека тоа не е важно за... Но рековте, ако тоа го зголемува ширењето на вирусот, прашањето ми е дали треба да се ограничат. Не сум во позиција да тврдам каква присила може да употреби владата. Вие носите разни препораки, коментирате на забави, бейсбол и се што. Само прашувам, ако протести зголемуваат ширењето, па дали треба да ги ограничиме? Мислам дека тоа ќе го оставам на луѓе кои што се на подобра позиција. Владата им забрани луѓето да одат во црква, доктора Фаучи. Нема ограничување на протести, ама во црква нема одење. Не знам колку пати да ви кажам, нема да изнесувам своje мислење за никакви ограничувања. Изнесувавте мислење за многу работи. Ова е нешто кое директно влијае на ширење на вирусот и барам ваш став за протестите. Па нема да изнесам своje мислење за ограничување. Ви кажувам каде лежи опасноста, а вие можете самите да си извлечете заклучок. Треба да се држите подалеку од гужви без оглед на владата им забрани луѓето да одат на работа. Сушност, ако работат тие се и апсени, дали мислите како тоа е во ред? Нема да изнесувам мислење за тоа кој треба да биде апсен, а кој не. Како службеник од областа на јавното здравје ви велам дека гужвите, дали ја гледате недоследноста? Нема недоследности, конгресмене. Молам, значи дозволувате протести, милиони луѓе во еден ден во гужви, кои галамат и викаат, но ако се обидите да одите на работа, бивате апсени. И вие не гледате никаква недоследност. Не разбирам зошто мене ме прашувате за ова, да кажувам мислење кој треба да биде уопсен, а кој не. Тоа не е моја надлежност. Вие се залагавте за затварање на одредени бизниси, само ве прашав за ваш став за протестите. А знаеме дека истите тие протести го зголемуваат ширењето на вирусот. Вие го рековте тоа. Реков гужвите, не потенцирав ништо, не реков дека протестите, значи протестите не го зголемуваат ширењето на вирусот. Не го реков тоа, ми ставате зборови во уста. Не, јас само барам одговор на прашањето. Немам никакви научни докази за тоа, но можам да ви кажам дека е познато дека гужвите, посебно кога не носите маска, ја зголемуваат заразноста и преносот без оглед. Значи вие немате став дали протестите го зголемуваат ширењето на вирусот? Јас само велам дека било какви гужви можат да дадат веројатност на зголемена зараза и пренос. Но ја разбирате ли загриженоста на американците? Мислам дека не треба да се каже ништо на ова. Интересно да се види како само врти едното и исто. Да. Не сека да признае дека протестите би можеле да бидат проблем, па се обидува да го заобиколи тоа. Нека остане на тоа, а луѓето може да си донесат собствени заклучоци.
Исто така мислам дека е интересно што таму некои, зборуваме за теории на заговор, зарем не заземаме страна, зборуваме општо. Мислам дека е интересно дека оние кои сметаат дека Трамп е можниот спасител од целото ова присилно сценарио, па тие велат дека тој ги има работите во свој раци. Интересно дека за време на брифингот на новинарите одржан од неодамна, бил брзо отстранет, бидејќи постоел ризик од опасност од надвор од некој наоружан човек. Имаше такви кои велеа дека ќе замени во подземно скривалиште, бидејќи во минатото го рекол тоа. Дали веќе нешто се подготвува тука? Теоретичарите на завери имаат плодно тло за анализирање, а тоа е нормално против протестите и вели дека ќе донесе уште една федерална влада за да го реши тоа, а потоа ја имате и другата фракција и изгледа дека овде имаме двојна игра, зарем не? Се судираат едно со друго. Ајде да слушнем што има тој да каже. Политиката која ја спроведувам го исфрла посредникот и ги намалува трошоците и парите се враќаат кај народот за да си купи лекови, така што има многу непријатели. Ова е можеби последниот пат што ќе ме видите некое време. Има многу богати непријатели, но тие не се задоволни со она што јас го правам. Но мислам дека имаме шанса да го направиме тоа и ниту еден претседател нема да го направи тоа што јас го правам. Ниту еден претседател не би спроведувал режим на најфаворизирана држава во трговија и да купува од други нации по многу пониска цена. S&P 500 и LL Dow Jones врз основа на нивното однесување делува дека ќе забележат најголема рекорд се надевам скоро. Господин, ќе морате да излезете надвор. Мола? Што се случува, господин председателе? Дали тоа беше лично против вас? Не знам, не прашав. Може би нема никаква врска со мене, може би во прашање беше нешто друго, но беше од надвор од зградата. Како што знаете, оградата е нова и е многу сигурна, но тоа се случуваше надвор од Белата куќа во ред. Тајната служба ќе има целосен извештај наскоро. Дали ве вознемири ова? Не знам. Дали ви делувам како таков? За жал, светот е таков. Но светот од секојаш бил опасно место. Ова не е нешто единствено. Ако погледнете во претходните векови, светот од секојаш бил опасно место. Многу опасно место и претпоставувам дека ќе биде и понатаму некое време. Ако ја земеме во предвид нашата дискусија за северниот против јужниот цар, имаме две идеологии кои се судираат. Меѓутоа исто така го прочитавме оној фасцинатен стих дека тие седат на иста маса. Тие седат на иста маса. И ова ми било од секојаш интересно, така што било ова да е теорија на завери или не, што кажува Библијата за ова. Ајде додиме на оној сајт на Светскиот економски форум и да видиме што имаат тие да кажат. Ова не е завера. Ова е нивниот сајт. Каде сакаат да го одведат човештвото. Без оглед дали се успешни во тоа, без оглед дали ова се претпоставки или надеж, без оглед дали ова ќе биде реалност, тоа не е наше, зарем не? За сите оние кои сакаат да велат завера, ви велам дека ова не е завера. Ова е факт. Го погледнавме овој сајт поприлично детално, зарем не? Човек може да се изгуби целосно и да помине многу време на овој сајт, посебно на интегрираната мапа која ја има овде за COVID-19, ја нарекуваат COVID-19 мапа на трансформации. Ова мапа е многу интересна и има полно поврзани линкови кои можат да се погледнат. Ние ги погледнавме и навистина се фасцинантни, да. Јас со своите стари очи едва и гледам што пишува на екранот, бидејќи има толку многу информации. Па би сакал и да не прочиташ низ неа малку. Ако ја отвориме мапата на промени, ова е првото нешто што ќе го видите. Околу цела ова мапа се наоѓаат различни наслови.
Ова сега за жал нема да функционира затоа што ова е само слайд. Ако отидете и кликнете на пример овде, ќе ви се отвори цела мапа на сини линии кои спојуваат различни наслови, а потоа можете да отидете да кликнете на насловот и да прочитате. Ако ги погледнете сите, веројатно ако се пријавите овде, тогаш ќе можете да ги добиете сите информации. Ние тоа не го направивме, но сепак можеме да ви покажеме доволно. На оваа мапа исто така ќе видите и различни наслови овде, а интересен е овој дел овде, пронаоѓање на вакцина. Ако кликнете овде, ќе ви се покажат различни мапи, а потоа овде го имаат описот за тоа. И нема да зборуваме за сето ова, само сакав да покажам интересни нешта, ако кликнете на она на која мапата ве насочува. Значи, ова е нивниот голем план. А исто така може да се види дека ова не е сајт или мапа која ја смислеле преку ноќ. Овде има доста детали, да, има многу информации. Но исто така ви кажуваат од каде ги добиваат информациите и понекогаш станува збор за универзитети и разни други видови познати извори. Ако потоа погледнете некои од нив, ние кликнавме на овој, на биотехнологија, и потоа го добивате ова. А потоа овде ги имате овие нешта. Само погледнете ги овие интересни наслови. Инженеринг на гените и геномот. Медицинска биотехнологија, да. Биотехнологија на животната средина. Биотехнологија во земјоделието. Индустријска биотехнологија. А потоа ако кликнете овде, ќе ви се отвори мапа и се спојува со насловите глобално здравје. Потоа ова беше многу интересно. Подобрување на човекот. Да, сака да ги подобрат човечките суштества. Набро ќе зборуваме за тоа, но прво сакам да го покажам ова. Инженеринг на гените и геномот. Овде исто така има нешто интересно со наслов Свемир. Ако ќе кликнете, гледате наслов Свемирски судир. Јас ова го поминувам поприлично брзо, но како што кажа овде може да се задржи со часови. Потоа овде имаме и наслов Вештачка интелигенција и роботика. Ако кликнете овде, тоа станува навистина многу интересно. Зголемување на интелигенцијата. А овде повторно имате наслов Подобрување на човекот. Ова опфаќа многу подкатегории. Значи имате свемир, свемирски судир, поврзани со вештачка интелигенција и роботика. Потоа имате и подобрување на човекот. Тие ги поврзале сите овие нешта заедно. Мене ми е посебно интересно на подобрување на човекот. Ако ги погледнете поднасловите кои ги добивате, можете да ги видите овде. Зголемена долговечност, човечност и автономија, еднаквост и општествена правда, можеш ли да си замислиш израз како што е човечност и автономија? Тоа е нешто неверојатно. Кога си автономен како човек? Кога си индивидуа, зарем не? Точно. Но што ако си починет на општото добро? Мора ли тогаш твојата автономија да биде ограничена заради човештвото? Па што прочитавме во језуитската статија. Језуитите токму тоа го велат. Таа мора да биде ограничена. Но продолжи понатаму станува фасцинантно. Подобрени гени, подобрени тела, подобрени умови. Да, ова беше мапата. А сега можам повторно ти дадам збор. А исто така е интересно, ако малку го истражите сето ова. Дали ова се наоѓа само на нивната мапа или тоа веќе постои? Дали технологијата е веќе достапна, дали работат на тоа? Ова е една многу интересна статија, ова е научна статија. Тоа е едно издание и доаѓа од Националната библиотека по медицина на САД, Националниот институт за здравје. И тие зборуваат за наночестици и за влијанието кое тие може да го имаат на човечкиот геном во иднина.
Мислам дека буквите се премногу ситни, ама наслов гласи невирусни наночестици за трансфекција на гени. Да, апсолутно. Значи станува збор за наночестички. Ајде да го зголемиме резимето за да видиме што пишува таму. Увод: терапија со гени, лечење или превенција на болести по пат на трансфер на гени. Мнозина ја сметаа за потенцијална револуција во медицината. Од неодамна довршениот проект за човечкиот геном значително го зголеми нашето знаење за молекуларните механизми на ракот и на други болести кои се темелат на гените. Како додаток, идентификувани се гени чија функција во живите организми моментално останува непозната. Ова во голема мера се гени за контрола. Истовремено е пронајдено дека промените во одреден број на гени е поврзано со разни видови на пореметувања, од кои за некои е идентификувано, се претпоставува дека се одговорни за развој на неколку човечки болести. Примената на терапијата со гени со потиснување или замена на гените кои не функционираат добро, ветува напредок во разбирањето на физиолошките улоги кои ги имаат гените и во лечење на болестите на генетско ниво. Методот на невирусен трансфер на гените овозможува таргетирање и анализа на биолошките ефекти на одредени клетки или ткива. На крајот, терапијата со гени ќе се претвори во суштинско подобрување во терапевските стапки и бројот на излечени за поширок опсег на болести кои моментално не може да се лечат или тешко се лечат. Овие наночестици се невирусни. Тие се базирани на силициум и содржат информации кои директно делуваат на гените. Тие овде зборуваат за болести, но во овој серијал видовме видеа и зборувавме за тоа дека тие всушност исто така може да ја променат генетиката на вашиот ум, па дури и генетиката на вашиот центар за религиска проникливост. Така што, доколку сте фундаменталист, да не бидете во состојба да верувате во она во што верувате, затоа што тие можат да го потиснат вашиот генетски систем. Колку далеку имаат отидено кога станува збор за мешање во вашиот ум, за да можат не само да го менуваат, подобруваат, како што велат тие, туку во суштина и да го регулираат. Тоа е интересно. Кога ќе ги погледнеме теориите на завери кои постојат, мораме да речеме теории на завери, тие велат дека оваа вакцина би можела да содржи наночестици. Ова е интересно, зарем не? И дека овие наночестици потоа ќе создадат некаква мрежа со чија помош ќе можат да ве контролираат преку одредени бранови, а посебно 5G и така натаму. Тоа е подесување на умот. Ние не велиме дека се служуваме, туку само ги прикажуваме работите. Меѓутоа, сајтот на Светскиот економски форум јасно навестува дека тие сакаат да одат во таков правец. Правец на подобрување на човекот, контрола на човечкото мислење, контрола на оно што го правите, како го правите и така натаму. Додеме малку понатаму. Ова е проектот Neuralink и ова доаѓа како вест од една лабораторија, интерфејс на платформа за интегрирање на мозок-машина со илјадници канали. Станува збор секако за Илон Маск и неговата Neuralink технологија. Ова се фасцинатни работи, да, многу интересно. Ова е резиме од таа статија. Интерфејсот на мозок-машината делува ветувачки кога станува збор за обновување на сензорните и моторичните функции и во лечењето на невролошките пореметувања. Дали тоа би можело да влие на начинот на кој размислуваме? Но не е дојдено се уште до распространето усвојување на ваквите машини, делумно заради тоа што скромниот број на канали го ограничува нивниот потенцијал. Во овој извештај ги опишуваме првите чекори на Neuralink кон системот на голем проток на вакви машини. Направивме машини сочинети од мали и флексибилни нитки, електроди, во кои има 3072 електроди по машина распоредени во 96 нитки. Исто така направивме неурохируршки робот кој е во состојба да вградува 6 нитки, 192 електроди во минута.
Секоја нитка може да биде поединечно внесена во мозокот со микронска прецизност за да се избегне површинска васкулатура и да се насочи на конкретни области од мозокот. Значи дека може да се насочат на одредени мозочни делови. Секако, тие ви велат дека сето тоа е за медицински цели и се звучи прекрасно и луѓе кои се параплегични ќе може да одат, луѓе кои се слепи, кај кои оптичкиот нерв е оштетен, ќе бидат во состојба да гледаат благодарејќи на воведувањето на оваа технологија. Но сото тоа не застанува тука. Тие дури велат дека ќе бидете во состојба да комуницирате скоро телепатски без да разговарате. Во претходната епизода изнесовме предпоставки дека светот кој се наоѓа таму, светот на ангелите, бил во состојба да поврзува ум со ум. Човечките битија се исто така создадени со огромен капацитет, но на некој начин дошло до ограничувања заради последиците на гревот. А ѓаволот го знае тоа. И тој може би сака да ве доведе до точка оваа технологија да ве обземе до таа мера што ќе мислите дека тоа е најдоброто нешто, но во исто време тој сака да ве контролира. Ајде уште малку подетелно да ги разгледаме овие работи. Овде имаме видео кој ни покажува што во суштина овие луѓе прават во моментов. Што ќе се случи кога некој на крајот ќе добие неуролинк во мозокот? Па кога станува збор за првата верзија на уредот, тој во суштина ќе биде вграден во вашиот череп. Ќе може да се остварува интерфејс било каде во вашиот ум. Тоа би можело да биде нешто што ќе помогне да го исцелиме видот. И можело да ви се врати видот дури и ако вашиот оптички нерв е оштетен. Навистина? Да, апсолутно. Секако и слухот. Во суштина скоро било што. Во принцип би можело да ги поправи сите оштетувања на мозокот кои се присутни. Тоа е како некој микроконтролор близу до мускулните групи и тогаш би можеле да направите, да кажеме, некој вид на невролошка скрипница која ќе го обнови некого кој е параплегичар во целосна функционалност и ќе може да оди како да е нормален. Вау! Да. Може би дури малку и подобар. Малку подобар? Па да, со текот на времето. Дали ќе можете да го отворите целиот горен дел од главата и да ставите нов цел куп на жици, ако лицето сака да добие, да речеме, турбоверзија некоја? Стимулација на мозокот? На крајот, ако сакате да имате целосна симбиоза со вештачката интелигенција, веројатно ќе изберете такво нешто. Симбиоза е застрашувачки збор кога станува збор за вештачката интелигенција. Тоа е опционално. Се надевам дека ќе биде така, да. Кога ќе ги искусите убавините на животниот стил на еден доктор Менхетен, кога ќе станете бог, мала е веројатноста дека човекот би сакал да се врати назад и повторно да биде глупав. Буквално фундаментално би се променил начинот на тоа како луѓето меѓусебно комуницираат. Да. Не морате да ни разборуваат. Дали би можеле да комуницираат преку некој невербален начин кој не е физички, а да има меѓусебна размена на податоци без потреба да се користи устата и да се зборува? Да, токму така. Она што го кажав е дека би можел потенцијално да биде создаден универзален јазик кој ќе биде создаден со помош на компјутери и посебно малите деца би можеле брзо да го научат. Да, во принцип, луѓето би можеле да комуницираат многу брзо и со помош на многу попрецизни идеи и јазикот би... Не сум сигурен што би се случило со јазикот. Во вакви ситуации би биле од прилика како Матрикс. Ако сакате да зборувате на друг јазик, нема проблем. Само ќе симнете програм и тоа е. Значи можеш да си симнеш програм, какви програми сакаат да уфрлат во вашиот ум. Бог комуницира со човештвото преку челниот резен. И било што влијае на челниот резен, влијае на вашиот капацитет на носење одлуки.
Зар не мислиш дека ѓавол би сакал да има контрола на твојот челен резен? Што користел досега за да ја уништи ефикасноста на твојот челен резен? Телевизија, музика, дрога, стимуланси, кофеин, сето тоа, канабиноиди, сето тоа, било што ќе направи вашиот челен резен да биде ограничен, за тој да може да го уфрли својот начин на размислување. И кога би можело да се влие на тој центар на духовноста, тоа би била крајната цел. Со тоа би можел да се исфрли Бог, зарем не? Така, како што спомна, само ќе си го симнете програмот и потоа луѓето ќе станат како богови, ќе станат како демонски богови. Значи, тие центри кои постоеле за време на предпотопниот свет, кои Бог морал да ги ограничи заради гревот, бидејќи кога би можеле да читате нечи ум, дали може да замислите каков хаос би создало тоа и колку тоа би го зголемило гревот во овој свет? Така е. Значи, Бог ја елиминирал таа способност за да не се создаде уште полоша ситуација од онаа која веќе постои. А што е со предпотопниот свет? Тоа е веројатно една од причините зашто Бог морал да ги уништи луѓето. Апсолутно. После падот дошло до промена во генетиката. Одредени работи се промениле. Растенијата се промениле, животните исто така, исхраната се променила. И сето тоа, но ајде да продолжиме затоа што сме зафатени со многу важни работи. Тие велат дека можат да го променат човештвото. Еве еден цитат од Духот на пророштвото. Сатаната го користи влијанието на ум врз ум. Исфрлен од небото, Сатаната го воспоставил своето царство во овој свет и уште од тогаш тој неуморно настојува да ги заведе човечките битија да не му бидат верни на Бога. Тоа е неговата цел. Тој ја користи истата моќ што ја користел на небото, влијанието на ум врз ум. Тоа би опфаќало работи како што се сугестии, работи како што се хипноза. Тој ги користел овие техники. А што кога би можел тоа да го засили? Што кога преку наночестици би можел да ја засили својата контрола на човечкиот ум? Човекот станува искушуваш на својот ближен, силните расипани сатански идеи се негуваат и те имаат мајсторска, несовладлива моќ. Под влијание на овие идеи, луѓето меѓусебно се поврзуваат во сојузи, синдикати и тајни друштва. Во светот делуваат сатански канали, кои Бог нема уште долго да ги толерира. Секое тајно друштво мора да има тајна агенда, заедничка агенда, зарем не? А ако тоа треба да биде универзално ефикасно, тоа таа агенда мора на некој начин да му се пренесе на човештвото. Ова е начинот како делува тој. Така што треба да стоите настрана од сите такви сојузи и излезете од Вавилон. Го уфрлив овој слайд затоа што сакав да покажам дека језуитскиот начин на размислување е начин на размислување кој мора, според нивната филозофија, да биде пренесен до целото човештво. Зборувавме за језуитскиот начин на размислување поприлично во детали и зборувавме за оној аспект дека тие мораат да го контролираат вашето размислување, дека вие морате да се одречете од својата индивидуалност заради општото добро, дека мора да се одречете од своето индивидуално расудување и да се покорите на црквената хиерархија, затоа што според нивните зборови, посебно папата, има многу подобро разбирање од тоа што имате вие како поединец. Значи, тој ќе ти каже во што да веруваш, тој ќе ти каже што да веруваш и како да ја толкуваш Библијата на негов начин.
А Бог е изфрлен од сето тоа. Дали мислиш дека Бог му се допаѓа таков вид на филозофија? Не, дефинитивно не. Дали Бог умрел за да можеш да имаш слобода на избор? Апсолутно. Кога Бог би можел да не создаде без слободна волја, тогаш ние не би сгрешиле. Така е. Тој што не би можел да умре. Значи, кога тој би имал ваков начин на размислување, тоаш не би морал да умре и во светот не би имало грев. Но ние би биле како роботи. Да, дали би сакал да бидеш робот? Дали сакаш да имаш илјадници наночестички и жици во својата глава, кои ти кажува што да правиш, како да реагираш и што да веруваш? Не би го сакал тоа? Не, никако. Тогаш кому повеќе би му верувал? На Бога или на ѓаволот? Дали повеќе би му верувал на Бога, кој покажал пред целото човештво дека ја почитува нашата слобода на избор до таа мера што ја платил најголемата цена. Што се однесува до мене, одговорот е едноставен. Тоа зависи од твојата слика за Бога. Бидејќи твоето видување за Бога би требало да биде дека тој тоа го сторил од љубов. Да. Дали Бог има правила? Да. Дали Бог би сакал да бидеш послушен на неговите правила? Да. Дали ќе те присилува на тоа? Не. Ако го видиш човештвото, можеш да видиш дека сигурно не употребуваат присила, зар не? Но штом луѓето донесат одлука дека не сакаат да бидат послушни на еден сет на логични, проникнати со љубов в закони, тогаш тој вели, тогаш не можеш да бидеш со мене. Асоциацијата на језуитските коледжи и универзитети ни кажува колку универзитети имаат језуитите овде во САД. Значи не зборуваме за целата планета. 27 универзитети и сите овие можности за унапредување на кариери во судството и советништвото. Потоа секако, после 50 години го имаме живиот дух на Вториот Ватикански собор и тоа како језуитското образование делува во светот. Оси само коледжи и универзитети и школи, стотини школи се разбира. И овој начин на размислување, овој начин на размислување од Вториот Ватикански собор мора да му биде пренесен на целото човештво. Кој го предводел или бил зад овој собор? Језуитите. Кој го предводел првиот Ватикански собор, соборот во Трент? Језуитите. Ова е нивен начин на размислување. Те и понатаму се фалат. Ако ги погледнете, језуитските абсолвенти во Конгресот, тие ќе ви кажат дека Американскиот Сенат има 12 особи кои дипломирале на језуитски универзитети, а во Представничкиот дом ги има 43. Тие се прилично заинтересирани за политика и поприлично се непопустливи кога станува збор за тоа какви резултати и постапки треба да се спроведат во врска со ковидот. А нивните абсолвенти, како што е, например, Фаучи, тој делува како да е многу во склад со нивната агенда. Еве уште еден цитат од ракописи. Божиот приказ на гнасните дела, кои ги прават владеачките сили на овој свет и кои се поврзуваат во тајни друштва и сојузи, не почитувајќи го Божиот закон, би требало да ги оспособи луѓето кои ја имаат светлината на вистината да се држат одвоено од сите овие зла. Се повеќе и повеќе, сите лажно религиозни луѓе од овој свет ќе ги манифестираат своите зли дела, бидејќи постојат само две групи, оние кои ги држат Божите заповеди и оние кои војуваат против Божиот свет закон. Меѓутоа се чини како во светот има стотици различни групи, но има само една која вели дека треба да се држат Божите заповеди. Не заповедите на Рим, туку Божите заповеди. Значи, ако постојат само две категории, тогаш сите останати категории мора да бидат една колективна категорија. Сите седат на една иста маса. Фасцинантно. А Бог нема уште долго да го толерира ова и Бог ќе го уништи целиот систем. Значи, било северниот цар да победи или јужниот цар, не е важно. И едниот и другиот ќе бидат уништени. Сепак знаеме дека северниот цар ќе стекне надмок. А се врати на француската ера,
и револуција и 11-то поглавје од Откровение. Кој владел во Франција, па и во цела Европа пред Француската револуција? Римокатоличката црква, на чело на језуитите, а потоа изгубиле голем дел од својата власт заради протестантизмот. А протестантските нации биле следните: барем половина од Германија, Обединетото кралство, Соединетите американски држави, а потоа и останатите раштркани делови широм светот, Австралија, Нов Зеланд, Јужна Африка и така натаму. И тие некако ја изгубиле власта, па морале подоцна да ја повратат. Што велиш за идејата да се исфрлат сите религии, и протестантската и католичката, и да се воведе секуларизам на голема врата со помош на језуитските завери, преправајќи се дека католицизмот добил смртна рана. Изгледало како да има смртна рана. Стихот во Библијата не вели дека имал смртна рана. А потоа, откако примената на оваа филозофија го довела светот до хаос кој го имаме денес, сега ќе го вратат првиот систем. Дали е можно такво нешто? Да, токму така планот треба да се одвива. Точно. Како Рим во првиот случај го контролирал човештвото за начинот на размислување на човештвото да биде во апсолутен склад со римскиот начин на размислување. Ја одзеле Библијата. Второ, слободниот избор. Немало слободен избор, туку присила. Ако луѓето не верувале како нив, биле спалувани на клада, мачени, уништени, еретици. Се вели дека тоа било варварско, па нема да те мачиме до смрт, па за време на Француската револуција било употребувана гилотиња. И само би тие отсекле главата, што веројатно не бил план А, туку преминале на план Б. Бог ќе ги уништи сите овие системи. Ова е важно да се знае, да. Па која е твојата единствена сигурност? Бог. Тоа е единствената сигурност. Овде е трпението на светите, кои ги држат Божите заповеди и верата Исусова. Што ни каже Откровение 22, кој ќе има пристап до дрвото на животот? Оние кои ги држат Божите заповеди. Освен ако немате некој модерен превод каде што се вели дека треба да ги сперете облеките. А дури не вели ни во крвта на јагнето. Така дајде да се држиме до преводот кој вели како што треба. Значи Бог ќе уништи се. Оној камен ќе удри и целиот систем ќе биде уништен. Ова е нешто што јас го напишав за да ни послужи за размислување. Ако мислите дека ова е чекор напред за човештвото, се мисли на она подобрување на човекот, и дека тоа не ви ја одзема слободата на изборот, тогаш не го разбирате Божиот карактер, кој бил спремен да умре за вашата слобода на избор. Дали можеме да го подобриме Божиото создание? Не. Еве, земи било што. Погледни го, например, примерот со манипулација со храната, генетското манипулирање. Сега имаме големи приноси. Се е совршено. Запакување и транспорт, ама квалитетот е апсолутно ужасен во многу случаи. Ова го враќа вашиот ум наназад во библиско време, кога оние извидници отишле во Ханан, во ветената земја. Што донале кога се вратиле? Прекрасна храна, да. Донале еден грозд и колку луѓе го носеле? Двајца. Епа дали напредуваме или назадуваме? Дефинитивно назадуваме. Јас се уште не сум видел таков грозд да мора двајца да го носат. Јас бев на една фарма кога бев помлад. Тоа беше една фарма во Кейптаун, каде имаше и лозје. Таму видов грозд, кој беше волку голем,
И тоа ме вчудовиди. Еден грозд, а беше толку голем. Денес тоа е практично невозможно. Сите се отприлика лукави, кога се поубави. Значи, дали според тоа напредуваме или пак назадуваме? Зборувавме за старите видови на семиња, за оригиналните семиња, за оние патлиџани и овошки кои ги добивате. Не знам. Мислам дека е невозможно да подобрите било што создал Бог. Има големи главици на зелка, кога е природно се е некако... Секако, ако работите тргнале наопаку, а гревот донел смрт и болести во светот, можете да ги поправите овие нешта, но се врти околу вашиот слободен избор. Тоа е сршта. Мир на земјата преку промена на човештвото во зомби, или мир на земјата прифаќајќи го Божиот план на послушност кон неговите заповеди на темел на избор. Што сакаш? Првото или второто? Јас ќе изберам мир на земјата, прифаќајќи го Божиот план на послушност. Во ред, дали мислиш дека човештвото по овој избор би прифатило да му биде послушно на Бога, мислам на целото човештво? Се сомневам. Значи, само оние кои ќе го прифатат ова, ќе бидат прифатливи за Бога. Има мнозина кои се надеваат. Ако ги погледнете сите овие теории на завери кои постојат во светот и поготово луѓето кои зборуваат за нив, тие велат ова е знак дека црквата ќе биде тајно земена на небо. Тако нешто не постои во Библијата. И постои само последното раздвојување на злите и правените, и Божиот народ ќе биде земен и ќе се сретне со Господа на облаците. Тоа ќе се случи на самиот крај, откако ќе се излеат седумте зла. Така што ова е лажна надеж која им се нуди на луѓето. Дали Бог е зол заради тоа што ќе го уништи овој систем или пак тој е полн со љубов? Мислам дека тој е Бог полн со љубов. Јас би бил исклучително благодарен кога Бог би го спречил тоа некој да го контролира мојот ум. Ако тоа сака да го направи присилно или на било кој друг начин, јас би му бил многу благодарен кога тој би интервенирал. Исус Навин 24:15. Меѓутоа, ако вам не ви е угодно да му служите на Господа, тогаш денес изберете кому ќе му служите. Ова е многу важно, вашиот слободен избор. Така што јас не верувам дека Бог ќе дозволи човештвото да дојде до таа точка кога луѓето ќе ги контролираат луѓето. Може би ќе дозволи кога се опрашајќи некои кои веќе се предале да бидат контролирани, но кога станува збор за човештвото во целост, сериозно се сомневам во тоа. Ајде се вратиме на Откровение 11. 12 стих. Останатото веќе го спомнавме порано. И чуја силен глас од небото кој им велеше: дојдете ваму горе. И отидоа горе во небо, во облакот, и нивните непријатели ги видоа. Јас ова го нарекувам гласен вик. Значи, Стариот и Новиот Завет, Божјото Слово, било потиснувано за време на Француската револуција во буквален смисол. А потоа, во антитиполошки смисол во целото човештво, зашто зборувавме во овој серијал. Тогаш тие повторно ќе бидат подигнати и ќе дојде до гласен вик: извини, човештво, погледни го Божјото Слово, избери, или ќе паднеш под овој систем на присила и подобрување на човечкиот род, или ова друго. Тоа е изборот кој е пред тебе. А во тој час настана голем земјотрес и падна 10-тиот дел на градот, и од земјотресот загина 7000 човечки имиња, а другите се уплашија и му воздадоа слава на небесниот Бог. Ова било тип во таа фаза за време на Француската револуција. Насекаде крв, сечеле глави на цареви, на царици, благородници, и дошло до уништување на луѓето кои размислувале со своја глава во целото тоа општество. Се случила навистина ужасна ситуација.
И тоа се поистоветува со земјотрес овде. Значи, ова се однесува на тоа кога буквално била забранета Библијата и дошло до Француската револуција, но антитиполошки ние ќе видиме слични околности. Со други зборови, ќе се случат такви настани, што тоа ќе биде налик на земјотрес, што пак ќе биде како копија на она што се случувало за време на Француската револуција. Го видовме тоа преку слайдови. Но добрата вест е дека ќе постои остаток кој ќе ги види настаните кои ќе се случуваат во светот и ќе го прослави Бога. Значи ќе дојде до раздвојување. Оние кои ќе ја изберат Божјата страна и оние кои ќе ја изберат страната на човештвото. Второто зло помина и ете третото зло доаѓа брзо. И потоа доаѓа седмата труба. И седмиот ангел затруби и одекнаа силни гласови на небото, велејки царствата на светот му припаднаа на нашиот Господ и на неговиот Христос и ќе царува во сите векови. И 24 старешини кои седат на своите престоли пред Бога паднаа на своите лица и му се поклонија на Бога. Значи овде ја имаме завршната кулминација. Оно што се случило таму во миниатура на локално ниво ќе се случи универзално. Ние сме моментално во таа фаза. А потоа, кога ќе истече времето на милоста, ќе затроби трубата и она што било делумно уништување на човечки животи овде, кое се однесува на 7.000, што е Божји број, број на потполност, број кој Бог го дозволил, тоа ќе има универзално уништување на целото човештво. Така пишува. 17 стих вели: велејки, ти благодариме Господи Боже Семоќен, кој си и кој беше и кој иде, зашто ја зеде својата голема сила и се зацари. Значи, Бог ги дозволил сите тие работи до оваа точка, а кога ќе истече времето на милоста и ќе се излеат злата, човештвото ќе биде уништено. После последното зло, кога ќе падне оној град и ќе се случи оној огромен земјотрес, целото човештво ќе биде уништено. За Божиот народ, односно Божиот народ ќе биде земен, не пред ова, како што велат некои. Тие ќе мораат да поминат низ тоа. Сетите се дека буквалниот Израел бил тип, тие преживеа излевање на зла. И антитипскиот Израел ќе помине низ злата и дури потоа ќе биде земен. Сите ветувања во Библијата се применливи на ова време. Илјадници ќе паднат покрај тебе и 10.000 од твојата десна страна, но до тебе нема се допре. Ова ќе биде по завршетокот на времето на милоста, да. Пред завршетокот имаме нешто поинако. Ќе има немири. А што ќе се случи со нациите? Тие се разгневија и дојде твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да им се даде награда на твоите слуги, на пророците и на светите и на оние кои се бојат од твоето име, мали и големи, и да ги уништиш оние кои ја расипуваат земјата. Ќе има уништување, а ќе има и избавување. Вие морате да изберете. И се отвори Божиот храм. Ова е фасцинантно. Се отвори Божиот храм во небото. Значи човештвото ќе добие визија на Божиот храм. И што ќе се види во неговата внатрешност? И се покажа ковчегот на неговиот завет во неговиот храм. Тоа се 10 заповеди. Божиот закон. Вие сте го замениле со човечки правила според филозофијата на језуитите, филозофијата на Француската револуција. Целиот свет ги прифатил човечките права наспроти Божите заповеди. Тоа е језуитска филозофија. А сега тие го гледаат стандардот на праведност. Да. И настанаа молњи, грмежи, гласови, земјотрес и голем град. Целосно уништување. 50 килограми според некои мерења, некои велат помалку, зависи која мерка ја земате за талант. Но тоа е огромно уништување. Со брзи чекори се приближуваме до овој период, кога протестантските цркви ќе се соединат со световните власти за да поддржат лажна религија на
која што нивните предци и се противеле и претрпеле најсвирепо прогонство. Тогаш ќе биде воведен папскиот шабат преку здружениот авторитет на црквата и државата. Ќе дојде до национален отпад кој ќе заврши во национална пропаст. Зборувавме за националната пропаст, зборувавме за намалување на популацијата. Во прашање може да биде само национална пропаст. Можеш ли да објасниш што значи национален отпад? Национален отпад е кога цела нација одлучува да ги следи правилата на сила која не е библиска. Тоа е национален отпад. Дури ако изгледа дека е библиско, дури ако е така. Значи, ако Рим каже, јас имам авторитет и закон, а не Бог, и ќе бидете послушни на мојот авторитет, а не на Божиот, тогаш со тоа му се спротивставуваат на Бога. А човештвото ќе мора да донесе одлука чиј авторитет ќе почитува. Тој национален отпад ќе биде кога владата на една земја законски ќе наметне религиско правило кое не е библиско. И така доаѓа до национален отпад. Ајде да погледнеме дали Доналд Трамп, дали тој вели дека црквите треба да застанат на негова страна и на страната на владата. Сметам дека ова меѓусебна интеракција во овој миг помеѓу филозофијата на северниот и јужниот цар е многу интересна. Ајде да видиме што има тој да каже. Многу нешта се затворени, вклучувајќи ги и црквите. Ајде да зборуваме за важноста да отварање на црквите. Мислам дека треба да се отворат црквите, тоа зависи од гувернерите, но јас препорачувам да се отворат. Ќе има растојание, ќе носат маски, ќе го направат сето она што е потребно за хигиена и тоа е многу едноставна листа. Мислам дека е многу неправишно што ги затворија. Го гледав пред некој ден Џордан кој многу добро зборуваше за тоа. Има 15.000 луѓе кои протестираат и практично стојат еден врз друг, а сепак не е дозволено да се оди во црква или училиште. Ние сакаме да ги отвориме црквите и училиштата. Мораат да дозволат црквите да се отворат. Да ви кажам, демократите сакаат целосно да ги затворат. Дали постои начин црквите да се сметаат за работи од суштинско значење? Како да го направиме тоа? Го разгледавме тоа, бидејќи мислам дека беше доволно. Имаме некои држави за кои сметам дека воопшто не сакаат црквите да бидат отворени. Искрено, ако ја погледнете радикалната левица кај демократите, а тие во суштина станаат такви, било да зборувате за живот или за било што друго, тоа не им се допаѓа. Дали имате што да им порачите на нашите гледачи во овој миг? Мислам дека секој кој има врска со религијата, а со сигурност католичката црква, морате да бидете на страна на претседателот Трамп. Кога станува збор за борбата против абортусот, кога станува збор за сите работи, тие луѓе ќе ви ги одземат сите ваши права, вклучувајќи ви вториот амандман. Знаете, католиците го сакаат вториот амандман. Јас го спасив. Да не бев јас, ќе го немаше вториот амандман. Ви гарантирам дека нема да се зборува за тоа ако радикалната левица, знаете, бидејќи ќе преземат се и целосно ќе управуваат со тоа. Зарем не мислиш дека ова е фасцинатно? Значи, тој е оној кој вели црквите треба повторно да се отворат. И дека црквите треба да застанат на негова страна, а посебно римокатоличката црква. Бидејќи нивната филозофија во суштина иста како и неговата. Се сеќаваш дека и тој има језичко образование. Сметам дека ова е многу интересно, ова е токму она што го гледаме во Библијата. Дека ќе биде наметнат жигот на зверот. Од страна на здружените цркви и државата. Да кажеме, само да предпоставиме, дека токму оваа филозофија ќе биде таа која ќе стане една владеачка сила. Тоаш постои голема веројатност дека повторно ќе бидат воведени религиски закони за да се спречи овој хаос во светот. Зарем не е така? Да. Ова е една статија. Советникот на Трамп за кампањата Джина Елис вели дека подвоеноста на црквата и државата е либерална лага. Тие дефинитивно сакаат црквата и државата да се обединат. Идејата дека САД се темели на подвоеност на црквата од државата е лага, според зборовите на Трамповата советничка. Тие би требало да бидат споени.
Ајде да размислиме за следно. Многу зборувавме за саботата. Зошто таа да биде спорна? Луѓето велат дека сме обседнати со саботата. Ајде да размислиме. Саботата е знак на Божиот авторитет. Точно. Во Излез 31:13 пишува: речи им на израелците, моите саботи треба да ги пазите. Зашто саботата е знак меѓу мене и вас од поколение до поколение, за да бидете свесни дека јас, Господ, ве посветувам. Тоа е знак на неговиот авторитет. А Римокатоличката црква вели дека неделата е знак на незиниот црковен авторитет. Значи, повеќе отколку која било друга идеја или заповед, неделата е поврзана со авторитетот на Рим, а саботата е поврзана со Божиот авторитет. Значи, кога станува збор за избор, чиј авторитет ќе биде тој кој ќе го прифатам во својот живот? Ако знакот е сабот или недела, тогаш почитувањето на едниот или другиот ден одредува кому сте му верни. Значи, за мене, овде не станува збор за ден. Луѓето секојаш велат, па тоа е само еден ден. Во прашање не е ден, туку авторитет, кој е апсолутно поврзан со денот. Значи, ако сакам да му покажам на светот дека во својот живот го прифаќам Божиот авторитет над било кој друг авторитет, што треба да направам за да му го покажам тоа на светот? Да ја држам саботата. Дали сатаната може да ја нападне било која друга заповед? Тоа веќе го направил, сите ги направил неважни, но последната која ја чува како резерва е заповед за саботата и тој нема избор освен да ја нападне саботата. Зошто? Затоа што укажува на Божиот авторитет. И ако тој сака да го нападне Божиот авторитет, може да прави се што сака, може да испрати 10.000 музичари на стадион, кои ќе ја пеат песната "Ние сме на автопатот кон пеколот и не ни е гајле", но со тоа не е нападнат Божиот авторитет, бидејќи тој е поврзан со саботата. Така што мора да ја нападне саботата и мора да ја замени со знакот на својот авторитет. Нема избор. Тој нема избор кога е прашање саботата. Ако сака да го нападне авторитетот, мора да ја нападне саботата. И околу тоа ќе биде целиот спор. Дали им се допаѓало тоа на луѓето или не, тоа ќе биде спорот на крајот затоа што е поврзано со неговиот авторитет. Исто така ние кажаме дека ова е поврзано и со 18 глава од Откровението. Нема да навлегуваме во детали, бидејќи 11 глава од Откровение во суштина тип на овој антитиполошки настан. 11 глава ни дава локална примена со поголемата примена на универзално ниво, а 18 глава ќе ни ги даде последиците. Ајде на брзина да ја поминеме оваа глава. Веќе зборувавме во детали за ова, не мораме да навлегуваме во сите работи, затоа што веќе имавме епизода за сето ова. Потоа видов друг ангел како слегува од небото. Ова е после жигот на зверот и Откровение 13 глава. А потоа гледаме порака со огромна слава која му се објавува на светот. И извика со силен глас. Ова е гласниот вик. Велејки падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште и за солниште на сите нечисти духови и за солниште на сите нечисти гадни птици. Зборувавме за Вавилон, за конгломератот на цркви под водство на Рим. Зборувавме за неговите 3 дела, за змевот, зверот и лажниот пророк. Нема да одиме во детали.
Нечистиот дух овде е лажниот свети дух кој ги опфаќа сите системи. А потом ни кажува дека сите нации пијат лажно вино, лажни науки. Со други зборови, станува збор за отпад од Бога. Дури и земните цареви блудствувале со неа. Значи, земните цареви се здружуваат во братства со вавилонскиот религијски систем под водство на папството. Да. И што туку го видовме тоа во видеото. И земните трговци се збогати од незината претерана раскош. Погледнете ги трговците од овој свет, сите оние мега милиардери. Било тоа да се играчи кои се на левата или на десната страна, било името да му е Гейтс или Сорос, не е воопшто битно, зарем не? А има толку многу теории на заговор за ова. Ова е нивната игра. Факт е дека економиите се во нивни раци. Дали можат да ги угаснат преку ноќ? Да. Може да ги угаснат економиите на овој свет преку ноќ? Да. Дали тоа значи дека ги имаат во своји раце? Дали делува како да им е грижа за такво нешто? Не. Не изгледа како тоа премногу да ги мачи, зарем не? А некои од нив дури стикот вели дека трговците ќе се збогатат. Некои од нив станале дури и побогати додека економите беа запрени. Сушност тоа веќе го видовме. И чув друг глас од небото да вели: излезете од неа, народе мој, за да не бидете соучесници во незините греови и да не ги примите незините зла. Ако сте дел од овој систем, ќе ги примите злата. А идејата дека протестантскиот свет ќе биде земен на небо, таа идеја многу скоро ќе пукне. Тоа нема да се случи. Нема да се случи. Зашто незините гревови стигнаа до небото. Што е грев? Кршење на законот. Апсолутно. И Бог си спомна за незините неправди. Значи, кога станува збор за Откровение 11 глава, кој беше стандардот кој Бог го покажа на крајот? Заповедите. Божите заповеди. Платете и како што и таа ви плаќаше вам, и вратете и двојно според незините дела. Во чашата во која таа налеваше, налејте и двојно. Значи, доаѓа осветата. Колку што се прослави себе си и живееше раскошно, дајте и толку маки и тага, зашто вели во своето срце: седам како царица и не сум вдовица и нема да видам тага. Таа верува дека се држи во своји раци. Таа е мајката црква. Таа ќе се прослави. Фасцинантно е дека секоја се извлекуваат. Бискупите велат, иако свештениците признаваат дека имало педофили меѓу нив и дека правеле се што, црковниот систем не ни дозволува да им зборуваме на другите за тоа или да ги изведеме пред лицето на правдата. И тие седат во својот луксус, полни со злато и со се и се што. Затоа во еден ден ќе дојдат незините зла, помор, тага и глад. Сето тоа. Ќе видиме ужасни сцени на оваа земја. Да, живееме во време на криза. И ќе биде изгорена со оган, зашто е силен Господ кој ја суди. Значи, таа е свештеничка проститутка, заради тоа што ќе биде изгорена со оган. Обичните проститутки биле каменувани, зарем не? Така што знаеме дека овде станува збор за религијски систем. А што ќе направат тоа земските цареви кога ќе видат дека религијскиот систем ги изневерил? Како ќе го знаат тоа? Заради злата. Да, апсолутно. Прво, градовите се уништени, имало немири, смрт на секаде, милиони луѓе гинат, и тие велат: мораме да се вратиме кај Бога. Ќе ја светкуваме неделата и присилно ќе воведеме црковни правила. Но потоа се излеваат злата и тие ќе сватат дека се измамени. И што ќе кажат на тоа? Ќе заплачат и ќе заридаат по неа земните цареви кои блудствуваат со неа и уживаа во незиниот раскош кога ќе го видат димот од незиното горење. Луѓето ќе се свртат против овие цркви и против овој вавилонски систем и ќе речат: вие рековте дека оние луѓе кои не опоменуваа и ни веле да ги држиме Божите заповеди, а не човечките правила, дека тие се фанатици. А погледнете не сега, умираме тука како муви.
глад и уништување на секаде околу нас. И ќе се свртат против овие лажни пастири, и баш како и во старозаветните времења, кога Божите непријатели меѓусебно се уништувале, така ќе биде и со нив. Стоејќи далеку заради стравот од незините маки. Значи, дали на почетокот беа далеку? Не, беа обединети. А сега, кога одеднаш ќе ги видат последиците, но ќе биде предоцна. Ќе биде предоцна. Како кога Ное влезе во арката и се затвори вратата, дури отпосле кога започнал дождот, мнозина веројатно си помислеле: ах, само кога би. Леле, голем граде, Вавилон е силен граде, зашто во еден час дојде твојата пресуда и земните трговци ќе плачат и ќе ридаат по неа. Замисли кога оние мултимилиардери одеднаш ќе осиромашат. Тие ќе плачат, зашто никој веќе не ги купува нивните стоки. Мислам дека Google ќе снема работа за не. Во таа фаза веќе нема ни да биде важно, бидејќи ќе се излеа злата, нема повеќе да има евангелизирање. Ке нема потреба, бидејќи времето на милоста ќе биде завршено. Стоки од злато и сребро, и наночестички, и... Не смееме да додаваме на Библијата. Скапоцени камења и бисери, од лен и од порфир, од свила, од црвена ткаенина, и од секакво миризливо дрво, и секакви предмети од слонова коска, и секакви предмети од најскапоцено дрво и од бронза, железо и мермер. Ој стиг генерално зборува за трговија. Цимет и балсам, и мириси, и масти, и темјан, и вино, и масло, и бело брашно, и пченица, и говеда, и овци, и коњи, и коли, и тела, и човечки души, и овошките по кои копнееше твојата душа. Интересно што зборува овде за страст, желбата на твојата душа, копнежот кој го има човештвото. Си отидоа од тебе и секој изобилство и секој сјај ти пропадна и нема веќе да го најдеш. Целосно уништување. Трговците на тие нешта кои се збогатија ќе стојат далеку заради страф од низините маки. Ќе плачат и ќе ридаат. Дали овде станува збор за целосен колапс на економијата? Да. Интересно е дека сајтот Deagle прикажува делумен колапс, но овде имаме целосен колапс. Дали може би тоа се однесува на некој малку поинаку временски период? Ќе има мало време на неволи, а потоа доаѓа големото време на неволи. И сега се наоѓаме во малото време на неволи, кое ќе трае се до крајот на времето на милост. После тоа доаѓа целосното уништување, кое ќе почне злата. Значи 18 глава од Откровение ви дава поширока слика на последното уништување, а единствениот начин да се избегне тоа е излезете од неа, народе мој. А кој е дел од неговиот народ? Оние кои ги држат Божите заповеди и го имаат Исусовото сведоштво и верата Христова и ги држат заповедите за да имаат право на дрвото на животот. Дали може да биде поедноставно од ова? Не знам. Би сакал да додам и тоа дека се уште имаат надеж. И тоа се до истекот на времето на милост. Апсолутно. После тоа ќе се случи ова. И нема повеќе да има надеж тогаш. Послушайте го 16 стих. Леле, голем граде облечен во лен и во порфир и во црвена ткаенина, украсен со злато и со скапоцени камења и со бисери. Која црква ги има овие бои како своји посебни бои? Римокатоличката. Разум. Да, ерата на разумот, језуитско размислување. Зашто во еден миг пропадна толкаво богатство. И секој кормилар, и секој морепловец, и морнар, и сите кои работат на море застанаа далеку. Целосен колапс на светската економија, не делумен. И викаа, гледајќи го димот на неговото горење, велејќи им, кој беше како овој голем град? Тој го контролираше целиот свет, го контролираше монетарниот систем. Зарем и Навуходоносор не го рекол истото?
Тој ги постави истите прашања. Тие ги контролираат и обете страни. Ова е она ужасно нешто. Тие ги контролираат и обете страни и седат на иста маса и ја планираат оваа теза, антитеза и синтеза, враќање кон послушност на северниот цар и ќе дојде одеднаш уништување. И ги посипаа своите глави со прав и викаа со плач и тага велејки: леле, леле, голем граде, во кого се збогатеа сите кои имаат кораби по морето од неговите скапоценности, зашто запусте во еден час. Како се доаѓа на врвот во трговијата и продажбата? Мора да бидете дел од овој систем. Дали е можеби од корист за луѓето стана дел од нивните тајни друштва? Да. Веселете се над неа, небо, и вие свети, и вие апостоли, и вие пророци, зашто Бог го изврши вашиот суд над неа. Ова е сега другата страна од паричката. Јас ке се радувам. Ова е систем кој сака да ви ја одземе вашата лична слобода на избор. Нека Бог го исполни ова ветување, но нека го послушаат предупредувањето колку што е можно повеќе луѓе. Еден силен ангел подигна камен, голем како воденички камен, и го фрли во морето. Ова се нациите. Велејки: со вакво замавнување ќе биде фрлен големиот град Вавилон и нема веќе да се најде. Тотална елиминација. Јас не би сакал да бидам дел од екуменското движење, затоа што така сте дел од Вавилон. И глас на китаристи, и свирачи, и флейтисти, и трубачи нема веќе да се чуе во тебе, и никаков уметник од ниједна уметност нема веќе да се најде во тебе. Сите оние големи катедрали, сите оние дзидари, масони, се ќе исчезне. И шумот воденица нема веќе се чуе во тебе. Ова е интересно, бидејќи воденичкиот камен во ова сценарио и оној кој ја меле пченицата. Тоа е оној кој ги храни луѓето со науки, со лебот на животот. Но ова е лажен леб. Овој лажен воденички камен ќе исчезне затоа што го тргнаа настрана лебот на животот и го заменија со светци, реликвии и системи во кои нема спасение. И светлината на светилото нема веќе да свети во тебе, и глас на младоженец и невеста нема веќе да се чуе во тебе, зашто твоите трговци беа големци на земјата. Сите оние споменици на големците од овој свет и оние на кои им се оддава почет на одредени датуми, се плашам дека тие нема да бидат на оној список кој е споменат таму, помеѓу оние кои ќе се радуваат. Зашто со твоите вражања беа измамени сите народи. Овде станува збор за директни демонски интервенции. И во неа се најде крвта на пророците и на светите и на сите кои беа заклани на земјата. Тие се одговорни за овие работи. Многу од злите можне се разбеснија страдајќи од ефектите на злата. Тоа беше ова од рани списи. Тоа беше сцена на ужасна агонија. Родителите горчливо ги укоруваа своите деца и децата своите родители, браќата своите сестри и сестрите своите браќа. Гласни завивања беа слушнати од секој правец. Ти ме спречуваше да не ја примам вистината која ќе ме спасеше од овој ужасен час. Луѓето се свртеа кон своите проповедници со горчлива омраза, укорувајќи ги и велејќи им: вие не предупредивте, вие ни рековте дека светот ќе се обрати и викавте мир, мир, за да го замолчите секој страв што беше подигнат. Можеме овде да додадеме: вие ни рековте дека ќе биде вознесени на небото и дека нема да го доживееме ова. Ама нема да биде така. Вие не ни укажавте за овој час и оние кои што не предупредуваа, вие ги прогласувавте за фанатици и зли луѓе, тврдејќи дека тие би ни упропастиле. Меѓутоа јас видов дека проповедниците не го одбегнаа гневот Божи. Нивните страдања беа 10 пати поголеми од оние на нивните членови. Јас верувам дека има многу во Вавилон, многу свештеници во Вавилон кои ќе ја догледаат светлината. Верувам дека мнозина ќе излезат од Вавилон заради оној кој веле излезете од неа, народе мој.
Ова е апел до сите свештеници од сите деноминации кои постојат во светот. Слушајте го Божјето Слово, тоа не е комплицирано. Бидете послушни на Божите заповеди и држете се до верата Христова. Протестантскиот свет денес, во малата група која ја светкува саботата, го гледа Мардохеј крај портите. Тие мора да се оттарасат од него. Неговиот карактер и однесување кои се одраз на неговиот почит кон Божиот закон представуваат постојан укор за оние кои го отфрлиле стравот од Господа и кои ја газат неговата сабота. Несаканиот натрбник мора на некој начин да биде тргнат од патот. Ова е намерата на ѓаволот. Онаа иритирачка мала секта, да, таа мала секта. Кога силата инвестирана во царевите е соединета со добрина, тоа е затоа што оној кој е одговорен е под божествена управа. Кога силата ги се здружи со злото, тогаш таа е здружена со сатанските орудија и ќе делува во правец да ги уништи оние кои се Божја своина. Не би требало премногу тешко да се распознае дали владетелот се држи до Божјето Слово или работи спротивно на Божјето Слово. Протестантскиот свет воспоставил идолопоклонички шабат таму каде што треба да биде Божиот шабат и тој чекори постапките на папството. Заради тоа гледам неопходност Божиот народ да се исели надвор од градовите во повлечени селски подрачја каде ќе може да обработува земја и да одгледува собствена храна. На тој начин ќе може да ги одгледа своите деца со едноставни здрави навики. Гледам неопходност за итно сите работи да бидат спремни за кризата. Се наоѓаме во последните моменти од земската историја. Римската црква се нема одречена од барањата за превласт. Тоа може да се види, да. Кога светот и протестантските цркви ја прифаќаат онаа сабота која е неизин производ, додека ја отфрлаат библиската сабота, тие практично ја препознаваат таа предпоставка, правејќи така тие ги игнорираат принципите кои ги раздвојуваат од Рим дека Библијата и само Библијата е религија на протестантите. Како што поддршката за движење за наметнување на делата се повеќе јакне на крајот целиот протестантски свет ќе го доведе под знамето на Рим. Тогаш протестантскиот свет ќе увиди какви се намерите на Рим. Контрола, контрола, контрола. Кога ќе биде предосна да ја избегне стапицата. Рим тивко се повеќе јакне својата моќ. Не е ни толку тивко веќе. Незините учења вршат влијание во законодавните сали, во црквите. Дали ги видовме сите оние језуитски абсолвенти во Конгресот и Сенатот? И во срцата на луѓето Рим ги јакне своите сили за да ги оствари своите цели, за кога ќе дојде време да нападне. Се што тој сака е да стекне предност. Секој кој ќе верува и ќе му биде послушен на Божјето Слово, со тоа ќе навлече врз себе прекори и прогонство. И сакам да завршам со следниот стих. 2 Коринќаните 5:10. Зашто сите ние треба да се појавиме пред Христовиот суд и секој да прими според она што направил во своето тело, било добро или зло. Целта со овој стих ми е да кажам дека сите ќе се појават пред Христовиот суд, за да може да се утврди што правеле во своето тело, како и во својот ум, било тоа да е добро или зло. Тоа значи дека Бог ќе го смета секого за одговорен. Дали може да го смета за одговорен оној кој не е во можност да избере? Не. Не може. Во ред. Значи, ако не може да направи избор, а Светскиот економски форум ни вели дека ќе ги модифицираат луѓето со цел да тие бидат покорни, дали Бог би дозволил такво нешто? Мислам дека нема. Јас сметам дека Бог не може да дозволи такво нешто, а зошто? Затоа што Бог секој ќе го смета за одговорен за неговиот избор. Значи, ако системот вија одземе слободата на избор на универзално ниво, Бог ќе мора тоа да го запре. Во спротивно нема да може да го исполни ова ветување.
Јас верувам дека е дојдено време кога овој свет ќе заврши. Луѓето можат да велат дека ширам страф или што и да е. Не, јас верувам дека тоа е едноставно реалност и здрав разум. Човештвото во секој аспект, кога станува збор за расипаност, кога станува збор за отворен отпад, кога станува збор за отворен отпад, кога станува збор за отворен и ужасен криминал, во секој аспект, како и во духовен смисол, сатанизам, светот стигнал до точка од која нема враќање. И тоа не може да се смени. И јас верувам дека Бог интервенира. И нека овој серијал им помогне на луѓето да донесат одлука. Изберете. Или ќе му бидеме послушни на Бога, кој умрел за нашата слобода на избор, или ќе му бидеме послушни на системот и ќе станеме роботи. Нека Бог ни помогне во нашиот избор. Ќе завршиме ли со молитва? Да. Татко наш небесен, се што е проречено се исполнило или се исполнува. А она што му преостанува на човештвото е да избере. А станува збор за едноставен избор. Тоа е избор помеѓу Божиот авторитет и човечкиот авторитет. Тоа е избор помеѓу слобода и робство. Помогни ни да донесеме исправна одлука во Христово име. Амин.